Ја гледате последната од серијата дебати во рамките на проектот Безомразно на Македонскиот институт за медиуми. Денешната дебата е посветена на односот на институциите кон феноменот на говорот на омразата како едно од најголемите закани за слободата на изразувањето. Гости во ова издание на дебатата на Безобразно се господинот Јово Трпеновски, поранешен јавен обвинител, Уранија Пирговска, извршен директор на Хелсиншкиот комитет за човекови права, и Зоран Фидановски, од член на Советот на Агенцијата за медиумите. Пред да ја почнеме дебатата, предлагам да го видиме истражувањето на Македонскиот институт за медиумите во однос на тоа каков е односот на институциите кон проблемот на говорот на омразата. Младите најмногу препознаваат говор на омраза кон политичките, етничките и религиозните групи, а дискриминацијата и поттикнувањето на насилство според нив се најизразени елементи на таквиот говор. Ова се само дел од наудите од истражувањето на перцепциите и ставовите на младите во врска со говорот на омраза, што го спроведе агенцијата М-Проспект во соработка со Македонскиот институт за медиуми. Меѓу другото, истражувањето покажува дека повеќе од половина од младите чуле јавни изјави кои содржат елементи на говор на омраза кон етнички групи. Речиси 20% од испитаниците слушнале вакви изјави за македонците, а нешто помалку од половина за албанците. Мал дел од испитаниците одговориле дека тоа била ромската етничка група. Интернет порталите представуваа главен избор за информирање за најголем дел од младите, додека помал дел од нив ги посочуваат телевизиите. Скоро половина од испитаниците слушнале изјави кои содржале елементи на говор на омраза кон религиозни групи. Од нив 23% одговориле дека тие изјави се однесуваат на православните христијани, а 60% за муслиманите. Убедливо најголем број од испитаниците слушнале јавни изјави со елементи на говор на омраза кон политички групи. Во однос на ЛГБТ заедницата, помалку од половина испитаници не слушнале јавни изјави со елементи на говор на омраза кон овие групи, што е единствена категорија каде малцинството од испитаниците слушнале за изјава со говор на омраза. Говорот на омраза и понатаму е најголем кај политичките партии, кај религиозните групи, кај етничките заедници. Значи, важно е во нашето општество да се адресира тоа прашање и понатаму и на него да се работи со цел да се намалат, значи, овие тенденции. Големо мнозинство од испитаниците одговориле дека знаат што е говор на омраза, додека 26% изјавиле дека не знаат. Исто така, за најголем дел од нив, дискриминацијата и поттикнувањето на насилство се најизразени својства на говор на омраза. За повеќе од половината испитаници, потпирањето на национализам е својство на говорот на омраза, а нетолеранцијата била препознаена од 43% од испитаниците. Скоро 1/4 од испитаниците сметаат дека во последната година се намалил говорот на омраза во медиумите во Македонија. Истражувањето се спроведе во периодот од 16 до 26 февруари 2015 година преку телефонска анкета, односно компјутерски асистирано телефонско интервјуирање на случаен репрезентативен примерок од 807 млади на возраст помеѓу 15 и 29 години. Во рамки на истражувањето беа направени интервјуа со истакнати представници на медиумската заедница на тема присуството на говорот на омраза во македонските медиуми и борбата против него. Од анализата на дискусиите може да се заклучи дека постои недоволно дефинирање на поимот говор на омраза. Тоа возможува една состојба во која што кога не е доволно јасно објаснето или недоволно јасно се подразбираат елементите на говорот на омраза, многу е тешко да се мобилизира било каква реакција против говорот на омраза. И во таа смисла се овозможува манипулирање со тоа. Значи, некои говори кои што треба да бидат санкционирани остануваат несанкционирани, неприметени, а одредени говори кои што немаат сите елементи на говор на омраза се санкционирани.
Како што може да се види од ова истражување, еден од најголемите проблеми е односот, односно неефикасниот однос на институциите кон проблемот и несанкционирањето на говорот на омразата. За почеток, Куранија Пирговска Хелсинскиот комитет неодамна поднесе пријави против во однос на говорот на омразата поради потикнување на насилство, говор на омраза во случај на два медиуми. Се станува збор за новинарите од емисијата Јанко Јади Бурек и новинарот Миленко Неделковски. Ве молам за почеток да објасните воз основа на кој закон ја поднесовте оваа пријава до јавното обвинителство и зошто? Па видете, ние се одлучивме да го сториме тоа бидејќи ЛГБТИ заедницата подолг временски период беше, да речам, во фокусот токму на овие фигури и нели мета на говор на омраза врз основа на сексуална ориентација. Меѓутоа, крајниот момент кога решивме дека мораме да поднесеме кривични пријави се случи поради нападот на Дамар, кога ние прославувавме 2 годишнината од постоењето на ЛГБТИ центарот кој што представува подружница на Хелсиншкиот комитет. Значи, во претходниот период, иако постојано известувавме за тоа дека центарот и припадниците на тој центар и активистите кои што се борат за ЛГБТИ правата се мета и се жртви на говор на омраза, од страна на институциите не наидовме на никаков одговор. Значи, јавниот обвинител и покрај тоа што има надлежност, подопрен глас и екс Во вашата официјо... пријава вие говорот на омразата и нападот кој се случува во на ЛГБТ центарот ги поврзавте. Сметате дека тој говор на омраза директно потикнал насилство и така е концепирана вашата пријава? Точно така, ние утврдивме дека пред да се случи нападот и откако се случи нападот, дека на Facebook страницата на Миленко Неделковски и во емисијата на Јанко Јади Бурек, дека има форми, односно изразување во форма на говор на омраза, но и потикнување на насилство. Во едниот случај, значи во случајот на Миленко Неделковски, директно имаше изразување на говор на омраза против ЛГБТИ заедницата и оправдување на насилството кој што се случи, односно нападот на Дамар, но и со таа форма, со тој говор, потикнување на насилство, за што сведочат понатаму и коментарите на неговите следбедници. Додека во емисијата во Јанко Јади Бурек, значи Јанко освен што истакна дека тој го осудува, но не може ни да не го оправда тоа што се случи нели во Дамар, бидејќи тој е против постоењето на таква заедница во Македонија, но во неговата кривична пријава ние се осврнуваме на моментот дека тој беше должен да реагира на коментарите на граѓаните кои што се јавуваа и при тоа, значи, не користеа само говор на омраза, туку буквално повикуваа на насилство и се служеа со термини кои што говорат за тоа дека треба да бидат казнети тие луѓе. Феноменот на говорот на омразата во социјалните мрежи, имате одговор од обвинителството? Јавното обвинителство, значи основното јавно обвинителство, не покрена постапка по нашите кривични пријави. Сега поднесовме жалба до Висшето јавно обвинителство, меѓутоа она што го решивме дека овие случаи ќе ги тераме до крај, односно дека доколку не најдена правна разрешница, дека ќе поднесеме апликација за двата случаја до Европскиот суд за човекови права. Господин Теперовски, според вас, што јавното обвинителство може да превземе во однос на вакви случаи? Со оглед на нивните законски овластувања, нели, и можности, и со оглед на измените кои се случија во законот за јавното обвинителство. Јавниот обвинител е овластен орган за превземање кривично гонење, се извинам, односно тој по својата природа е репресивен орган, што значи се она кое што е противзаконито, кое што има елементи на кривично дело или на некоја друга негативна појава, тој треба да поведе постапка. Сега се постава прашањето. Како треба да ја поведе постапката, дали треба да чека формална кривична пријава или треба сам да одлучува. Вообичаено јавниот обвинител да чека кривична пријава во некои комплицирани случаи, каде што треба некое предкривично истражување, а тоа го прави органот за внатрешни работи, го прави финансовата полиција и сите инспекцијски служби.
А обвинителството обично, со новите измени во Да. Законот за А кривична сега- постапка има надлежности на полицијата да и наложи да постапува во изнес и случај Јавниот обвинител при истрагата останува- и на прибирањето на доказите. Јавниот обвинител и понатаму останува стожер на кривичната постапка. Практично полицијата е помошен орган на јавното обвинителство. Друго е што сега се изместени односите. Ние ако збориме од сегашен аспект како да се испревртени надлежностите на јавниот обвинител со Министерството за внатрешни работи. Во пракса, но Јавниот законски обвинител, да, јавниот обвинител го има главниот збор. Јавниот обвинител реков е стожерот. Практично тој усмерува постапката, тој бара податоци, тој мора да иницира и некоја посложена постапка за прибирање на податоци да може тој да одлучи. Органот за внатрешни работи апсолутно мора да постапува по негово барање. Нема никакво овластување Министерството за внатрешни работи да полемизира со него, односно нема никакво право да се И надреди. во овој случај конкретен кога зборуваме, како би што би можело да направи јавното Јавниот обвинителство? обвинител, да. Може би, не знам, прашувам за да може би се види кои се и се коригираат и постапките кои ги покренуваат граѓани или невладини организации во однос на тоа што му е потребно на јавното обвинителство за да може да се активира и да спречи појави на говор на омраза во случајот. Прво, јавниот обвинител не мора да чека формална пријава. Сега многу Може и сам да покрене, да. Но кога тоа веќе не се случува? Сега е многу актуелно каде што се вели подопрен глас јавниот обвинител може да интервенира. Ако јавниот обвинител сака да се исполни својата улога и да постапува, значи екс леге, по законот, секое сознание за некоја противправност, а нарочито за кривично дело мора да реагира. Сега се постава прашањето зошто во конкретни случаи јавниот обвинител не реагира. Јас не би можел конкретен одговор да дам, меѓутоа, можам да претпоставам, поради сложеноста на ситуацијата во Македонија, поради подреденоста на јавното обвинителство на политиката, на извршната власт, тешко му е да одлучува и да ги примени своите овластувања од Закон за јавно обвинителство, Закон за кривична постапка и да гони извршители на кривични дела. Сега случаевите кои што не се процесуирани, јавниот обвинител не може едноставно да ги отврли во колку има елементи на кривично дело. Само практично си отежнува, си одлага неговата работа која што треба да направи. А секој одлагање практично се ствара една несигурност, една недоврба во институцијата. Би сакали тоа да кажам. Јавното обвинителство исклучиво институционално постапува. Што сакам да речам? Јавното обвинителство работи врз принципот на хиерархиска субординација, што значи одлуките кои што ги носи јавниот обвинител и јавното обвинителство се во име на индивидуалниот орган, на јавниот обвинител. Во судот не е така. Судот одлучува во име на судијата и во име на народот на Македонија. Што значи? Одлуката на јавниот обвинител е институционална, независно кој работи, кој од замениците. Затоа се поставува често пати прашањето дали јавното обвинителство си одговара на функцијата која што има како институција. Јас мислам и сегашното одлагање по поднесените пријави од Хелсиншкиот комитет практично значи слабост на институцијата, не на носителот на функцијата. Да премине на Агенцијата за медиуми сега. Советот за радиодифузија, поранешен сега агенција, имаше овластувања да превземе и санкции доколку утврди говор на омраза во медиумите. Тоа овластување сега му е ускратено, согласно новиот закон. Што може агенцијата да направи, ако не може да наметне санкции? Благодарам за поканата право за да учествувам во дебатата. Бидејќи сум легалист по дефиниција, пред да одговорам на прашањето, ќе морам да кажам дека ова е се што ќе кажам ќе биде личен став како член на советот на агенцијата. Што може да сега конкретно на прашањето, што може да направи? Значи на агенцијата за медиуми реално се врзани рацете споредено со минатиото законско решение што го имаше. Според еден член таа може да реагира, тоа е членот 48 и сега ќе се обидам да го цитирам за да бидам прецизен, во кој што се вели дека секунда само. Вели вика вака, аудио и аудиовизуелни медиумски услуги не сме да се одржат програми со кои се загрозува националната безбедност и така натаму, она што нас не интересира, поттикнува или шири дискриминација, нетрпеливост или омраза врз основа на раса, пол, религија или националност
И вика во став 2, посебна забрана од став 1, значи меѓу кои и ова, ќе бидат во согласно со практиката на Европскиот суд за човекови права. И толку. Реално, на агенцијата се врзани рацете, она може само да реагира или по службена должност по направен редовен програмски мониторинг, или по представка од граѓани, доколку се смета дека има елементи на направен говор на омраза. И Дали воопшто се расправа овој проблем во рамки на агенцијата за медиуми? Да, се расправа и јас лично го потегнав на една од Се седниците. мониторирани. Што мислам, Да. не можете санкција да преземете, но Програмите се мониторираат редовно, со закаснување од 2 или 3 дена се носи мониторингот се реализира, односно доколку има прекршување од кој било агол што е под ингеренција на агенцијата, се тоа прегледува. Јас реагирав на една седница која што се одржа непосредно по едно вклучување во живо од овие сега популарни граѓанско движење што оди по низ Македонија па држи трибини, па имаше една реакција каде што се буквално беше кажано, сега не можам да го цитирам, но ќе се обидам да го парафразирам, дека една група на луѓе треба да бидат закопани па бетонирани со бетонска плоча и за секојаш да се откажеме од нив. Тоа според мене, а претпоставам дека и според многумина во држава се одржи многу елементи на говор на омраза. Јас реагирав директно на седница за тоа, сметајќи дека тоа е штитење на јавниот интерес. Но што се случи? Бидејќи водителот на вестите на таа телевизија на крајот се огради, иако според мене е многу невешто тоа го направи, нема ни основ за реакција заради тоа што се направи таа ограда дека не се согласува со ставовите на тој што го има искажано. И без разлика на се, во тој случај се остави на тоа дека нема можност да се поведе постапка, ниту да се констатира дека има прекршување од аспект на телевизијата. Но доколку има, она што најмногу може да го направи да се констатира, да го предаде на јавното обвинителство и после тоа на слободна волја на јавното обвинителство е да процени дали ќе поведе постапка или не. Да ви искористам вашето учество, мала дигресија од ова односот на институциите. Какви се наодите на вашиот мониторинг? Со оглед на тоа што веројатно вие го имате најдобриот мониторинг на медиуми, имајќи во предвид кои се вашите капацитети да мониторирате. За што зборуваме се конкретно за Присуство на говор на омраза во медиумите. Генерално не можам да кажам точно за детали, мислам дека имало во неколку наврати случаеви каде што е констатиран говор на омраза. Дури во минатиот состав, колку што имам јас сознание, имало постапка кога по старото законско решение можеше агенцијата, односно порано Советот за радиодифузија да реагира. Имаше постапка кон одреден на телевизија и беше забрането рекламирање, на што се жалеше. На стариот закон. Дали новата агенција има покренато до обвинителството било каква представка? Има еден случај само, на една телевизија имало некој видео спот на една косовска група која што повикуваше на некаква национална нетрпеливост и која што е во елементите на тоа што е. И тоа е единствениот случај заради кој агенцијата се обратила до јавниот обвинител. Не сум сигурен, колку што јас знам затоа што последниот случај за кој што зборев пред малку и ја реагирав и што го опишав, немаат основ, ми беше кажано мене дека нема основ да се реагира затоа што има ограда од телевизијата. Ова е сега интересно прашање околу дефинирањето, детектирањето на говорот на омразата. Често постои голема дебата околу тоа што е говор на омраза, што е слобода на изразување и кои се границите меѓу слободата на изразувањето, каде завршува слободата на изразувањето или кои се низите лимити, по што започнува говорот на омразата. Какви се вашите искуства според тоа? Бидејќи и во случајот на представките кои вие ги покренувате, претпоставувам дека еден од одговорите на оние кои се повикани е дека е повредено нивното право на слобода на изразувањето. Да, еден од одговорите кои што ги даде Јанко, нели во одговор на после информациите дека сме повеле кривична пријава против него беше, односно им се обрати на граѓаните со образложението, па видете, значи со овие они ме гонат мене, односно поднеле кривични пријави против мене затоа што јас на вас луѓе сум требал да ве попречам да го кажете тоа што го мислите. Вашето мислење, да. Значи, пазите, тука нема никаква дилема. Кога станува збор за експертите, кога зборуваме за говор на омраз. Значи, се знае што е слобода на изразување и докаде може да се оди во слободата на изразување. Се до оној момент додека не го повредуваш правото на другиот и се додека твојот говор не предизвикува толеранција. Јас не го користам толку дефиницијата која што е
призната кај нас и се дистрибуира постојано, туку многу повеќе се осврнува на поширока дефиниција која што ја дава Советот на министри при Советот на Европа, која што вели што е говор на омраза. Форма на изразување, која што значи иницирање, ширење, промовирање или одобрување, значи многу поширок. И сега од Пазете. толкувањето на таа одредба од тој заклучок на Советот на министрите на Советот на Европа, на Комитетот на министрите, има најразлични толкувања во секој од земите членки на Советот на Европа. Господин Трпеновски, од ваш аспект од вашето искуство и како познавач на законот, што мислите јавното обвинителство како би требало да постапи во однос на дефинирањето, бидејќи од праксата најмногу би требало да произлезе и што појасна дефиниција. Со оглед на тоа дека обвинителството е клучната институција, како што гледаме, која би требало да санкционира говор на омраза, претпоставам дека се и тие оние кои одбивајќи, прифаќајќи, водејќи постапки би требало да воспостават некоја дефиниција на тоа каде завршува правото односно кој е лимитот на слободата на изразувањето. Јавниот обвинител треба да тргне од целта која сака да се постигне со искажаниот збор. Ако целта е да објасни некоја состојба и може да каже за некоја национална структура, верска структура и така натака, али мора да ја образложи. Ако му е целта да го навреди, да го омаловажи, ако презема действија кои што не се вообичаени, тоа нормално се исполнети елементите од кривичното дело, предизвикување на национална, верска, омраза или раздор. Тука практично имаме ние вербален истаж. Зборуваме за чувства. При што не мора да е неопходно да има и дела кои го потврдуваат тоа. Затоа велам, јас треба да се тргне од целта која сака соговорникот да ја постигне. Ако сака соговорникот или групата да ја навреди со тоа што се припадни со некоја друга верска заедница, ако се припадни со некоја друга национална заедница, национална група или националност, тоа практично нормално е говорот содржи во себе елементи на говор на омраза. А во нормален говор, ако се потенцира различитоста на националната различитост, меѓутоа не е целта да го омаловажиш, него само да укажеш што тој е во друга национална припадност. Тој е практично слободен говор. Морам да кажам, тенка е линијата меѓу слобода на говорот и говорот на омразата. Бидејќи јавниот обвинител во случајот има деликатна позиција, бидејќи секогаш од едната група ќе биде осуден дека толерира говор на омраза, а од другата ќе биде дека санкционира, односно редуцира слобода на изразување. Па види, во тоа е практично умешноста на јавниот обвинител, тргајќи како би требало точно да се тргајќи од постави искуството негово и од последицата која што може да настапи. Затоа што секој говор на омраза има една скриена можност за настапување штетна последица. Што е тоа? Да се створи немир, да се створи некоја реакција на другата соодветна група и да дојде до нарушување на јавниот трети мир, али од поголеми размери. И крајно, нарушувањето на јавниот трети мир кој што може да иницира и некои други судир кои што ќе има и некои штетни последици поголеми по животот, по имотот. Према тоа јавниот обвинител, тргајќи од неговото искуство, а реков тргајќи од намерата и последицата која што може да настапи, може да извлече заклучок дали во конкретниот случај имаме елементи на кривично дело. Ако дозволиш само една поента во контекст на ова, господинот Трпеновски ќе го каже, за мене нема дилема дека јавниот обвинител, односно јавното обвинителство треба да се поведува според праксата на Европскиот суд у Страсбург. Ако сме европска земја, ако сакаме да практикуваме европски стандарди, да практикуваме таа пракса и така да ги тераме тие работи. Јас сакам да кажам на уште еден друг момент. Сите ние, бидејќи јас работев како новинар, треба да бидеме свесни новинарите, односно тие што се занимаваат со новинарство, дека нивниот збор има тежина, позитивна или негативно, зависно кој како цени. И одговорноста е затоа поголема. И во тој контекст, ако повикот или констатацијата искажана јавно продуцира создавање на идни кривични дела, а во случајот, предпоставам, на ЛГБТ заедницата имаме насилство тука нема дилеми според мене дека има елементи многу на говора на омраза дека треба да биде санкционирано. Како што рече и господин Трпеновски, многу е тенка таа линија
која го разграничува слободата на говорот од говорот на омразата. Агенцијата во случајот нема овластувања законски да санкционира, но од друга страна има една друга, би рекол, педагошка, можеби едукативна функција да отвара дебати по одредени конкретни случаи и токму да се отвори прашањето дали одреден случај, еве овој на пример кој го отвара Хелзинскиот комитет пред јавниот обвинител, дали за што станува збор? Дали станува збор за загрозена слобода на изразување, како што велат едни, или станува збор за говор на омраза? Точно е тоа. Зошто агенцијата не исполни таа своја функција, да речеме? Има исполнување, ќе бидеме објективни, има исполнување затоа што имаме на нашиот сајт и тоа ќе им го препорачам на сите медиуми да си го отворат и тие. Има водич за говор на омраза, како да се постапува, кој што е направен во соработка со Советот на Европа, со експерти од Совет на Европа. Имаше и неколку дебати на таа тема минатата година и од тие дебати произлега овој водич. И тој, ако се почитува начелно... Организирани од агенцијата? Да, во соработка со Совет на Европа имаше неколку дебати, од тие произлезе овој водич, и ако се почитува водичот така како што е, значи да се прочита и да се постапува по него ќе нема проблем, верувам, затоа што внатре има констатирани работи, вклучително и ова што го зборуваме на почетокот, дека реално на агенцијата се врзани рацете, затоа што законодавецот и дал можност дека треба да реагира ако не се постапува по законот, односно ако не се почитува законот, меѓутоа не и дал конкретни механизми што да направи во случајот со говор на омраза. Околу доколку би имало, да речеме, јавни дебати по плодни јавни дебати, по фреквентни, можеби тоа би могло да стело и работата и би го охрабрило јавниот обвинител да постапи со оглед на тоа дека нема големо искуство за постапување по вакви предмети во Македонија. Станува збор за релативно нова демократија, нели, млада демократија. Се согласувам, бидејќи претпоставувам дека за многу луѓе во Македонија непознаницата, ова што го спомна и пред малце, дека е тенка линијата меѓу слободен говор и говор на омраза, секоја дебата плюс ќе помогне повеќе во расчистување на тие дебати. Јас сум за тоа да имаме дебати и се инициирам и се залагам секојаш да има. Едно од прашањата, едно од дилемите која се покренува, често кога станува збор за говорот на омразата, е одговорноста на медиумот или оној кој е носител на говорот на омразата, бидејќи станува збор за лице, поединец, како што е во случајот на представките покренати од Хелзинскиот комитет, и имате медиум кој вели ние се оградуваме дека станува збор за приватен проект, каде што Пирговска па може би ќе да фатиме ред. Видете, јас апсолутно не сметам дека нема тука, немаме ние врз основа на што да оцениме дали станува збор за говор на омраза или не. Апсолутно, ако се следи праксата на судот во Страсбург, многу можат лесно и обвинителите и понатаму судовите да ги оценуваат овие ситуации, да донесат, мислам, законски одлуки. Во случајов се знае дека е одговорноста на медиумот и на уредникот. Значи, каква содржина ќе биде дистрибуирана и ширена преку тој медиум. Што правиме во случај, на пример, во директен пренос преска го отвори Фидановски тој проблем. Нели, во живо оди програма и некој улетува во програмата и кажува нешто во кое содржи говор на омраза. Дали е тој кој го кажува или медиумот ја има таа медиумот ја има одговорноста да тоа да не го прикаже. Значи треба да го оцени ефектот. Ако не може, да. Со оглед на специфичноста на медиумот, на пример кога е во живо или не знам. Во живо програм дефинитивно мора во моментот да се огради. Според мене лично после изговорените зборови да се пресече тој говорник кој да се рече дека ние се оградуваме, не се тие наши ставови што се искажани во овој момент. Јас сакам еден друг момент само ако дозволиш, Борјан, се спомна тоа со тоа дека ова е надворешен проект, ние се оградуваме, нели имаме ситуација, ни носат готов производ и тоа е тоа. Не е така, за мене е тоа замена на тези и законските одредби кажуваат поинаку. Еве сега ќе дозволиш ќе цитирам. Член 7 вика од Законот за медиуми вели дека одговорниот уредник ја води реализацијата на содржините што се објавуваат, односно емитуваат и одговараат за секоја објавена информација во медиумот. Што значи тоа? Одговорниот уредник во телевизијата според мене и ова кажува мора да го види материјалот пред да се емитува. Не може да каже ова е надворешен проект, не интересира. Не. Откажем нате што има. Може има порнографија, а треба да се прикаже сред бел ден. Што правиме тогаш? Мора затоа да види содржината на програмата што ќе емитува. Не може главен одговорен уредник да биде да се огради. И мора да го оцени ефектот што ќе има таа содржина и веднаш да го исфрли. Така е. Господин Тервенски, вашиот одговор на оваа дилема?
одговорноста на медиумот како организација или на Во поединецот кој е законот, носител на? да, во закон за печат сегде стои и суодговорност. А онај кој што го напишува или го изговара и главниот одговорниот уредник и крајно или неговиот претпоставен. Према тоа, иако кривичната одговорност и индивидуална одговорност овде е проширена, оди практично и одговорноста се проширува на одговорниот уредник кој што практично дозволил да тоа оди и да предизвика говор на омраза. И во досегашната пракса која што имаме доста во тужбите кои што беа за клевети на времето како кривично дело, секој се одеше со поднесувана тужба против новинарот и против главниот одговорниот уредник. Затоа што можеше да дојди, да новинарот да рече да, јас не сум подпишан, не е тој мој текст, а ќе помини рокот на поднесувана тужба, тогаш мора одговара главниот и одговорниот уредник. Према тоа не може да се исклучи медиумот од одговорноста во колку дозволи емитување или пишување на некој таков текст кој што е. Во неколку наврати ја спомнавме праксата на судот од Страсбург, што може да научиме во некои од конкретните случаи со кои ние се занимаваме во Македонија во однос на праксата на судот од Страсбург? Па има една многу интересна пресуда против Естонија и за мене е интересна бидејќи директно ги тангира фан страниците, блогерите, значи социјалните медиуми. Во која што се вели токму тоа што го кажав претходно, дека менаџерите на овие страници ја имаат одговорноста и за коментарите на нивните следбеници. Според тоа не може да бидат исклучени од одговорност доколку нивните следбеници користат говор на омраза на нивните фан страници. Од друга страна, исто така судот во Страсбург, еден од параметрите врз основа на кој што цени дали станува збор за говор на омраза и ефектот кој што може да го предизвика тој говор на омраза. Па вели во една од пресудите, многу е важно дали личноста, значи блогерот, еве во случајов како на Миленко или на Јанко, колку таа личност има влијание. Значи, колкав диапазон, колкава група на граѓани го следат. Ако земеме предвид дека Facebook страницата на Миленко Неделковски ја следат околу, не знам, околу 40 илјади граѓани, а емисијата на Јанко Илковски ја следат околу 25.000 граѓани, за мене нема дилема за тоа дека станува збор за говор на омраза. Притоа, судот, кога веќе спомнавте клевета и навреда, кога зборува за политичката дебата, тој вели, значи, мора да постојат многу малку исклучоци при говорот на политичарите, за да не се изгуби тука некаде критичката мисла. И значи, кога, и од друга страна, вели, кога станува збор за клевета и навреда, прагот на толеранција за политичарите, за високите функционери, секогаш треба да биде повисок. Односно, тие мораат и требаат да бидат предмет на критика. Кај нас има тотален дисбаланс. Од една страна, високите функционери ги тужат новинарите за клевета и навреда, судот ги казнува со баснословни, нели, казни и, нели, тоа се завршува експресно. А од друга страна, за говорот на омраза јавниот обвинител молчи, не се покренуваат постапки, иако е неспорно дека тој говор на омраза доведува до насилство. Имаме еден предмет, ако не се лажам, за знамето, запаленото знаме на... Да, тоа беше за меѓуетнички, сепак беше односот. да... Финансиски, како агенцијата би можела да постапи сега, со оглед овој, нели, социјалните мрежи се една огромна нова платформа за, меѓу другото, и за слободата на изразувањето, но и за говорот на омразата. Кои се вашите ингеренции, например, емисијата која е подготвена на X телевизија, оди потоа се постира на YouTube или на Facebook, пошто следат коментари од најразличен вид. Каде, тука како може да се пофати чија е одговорноста на она што ќе уследи како коментари или говор на омраза во врска поврзано со некоја телевизиска емисија? Значи, кога стана или радио, бидејќи агенцијата функционира по слово на законот, барем така е кажано, нели? Значи, интернет просторот е надворот од ингеренции на агенцијата. Агенцијата, значи, е задолжена за делот на радиодифузорите по старо, значи електронски медиуми, телевизија и радио, и печатениот медиум согласно новиот закон што е за медиуми. Интернет просторот е
надвор од офатот на мониторинг од страна на агенцијата. Значи, агенцијата може, пак ќе речем, врзани и се рацете, Боријан. Значи, не може, буквално според мене, тоа е ништо, јас затоа и се залагам и се заложим на една од дискусиите кога ги имаме за баш околу ова поврзано, околу говор на омраза и на тие дебати, дека треба да добие посилни ингеренции. Знаете, во Југоисточна Европа само Македонија и Словенија имаат таква легислатива, односно регулаторните тела, така им се врзани раците. Во сите други држави тие можат промптно одма да реагираат и да ја забранат. Исто е, уште парадоксот поголем за мене, ние како агенција со право може да реагираме ако странски канал телевизиски што се реемитува во Македонија продуцира говор на омраза или нешто друго, можеме да го прекинеме емитувањето. А не можеме да направиме ништо со домашен. Со старото законско решение Моеш имаше забранено 30 дена за емитување. Меѓутоа со новото за жал нема. И све е оставено на јавното обвинителство. Сите работи се пак се враќаме тоа дека се во јавното обвинителство. Господин Трпеновски, јавното обвинителство како ми може имаме во една традиционална ситуација, имаме медиум и знаеме каде се обратиме, тој медиум е одговорен за, да речеме, известна ситуација на произнесување на говор на омраза. Сега имате социјални мрежи каде што практично секој еден може да има свој медиум. Дали е тоа Facebook, дали е Twitter, дали ќе коментира на нечија страница и да речеме да изнесува говор на омраза. Како обвинителството може да ги пофати сите тие работи? Каде Јавниот обвинител веројатно ќе реагира ке оној кој што го дистрибуира. Исто тоа е како да во еден слободен говор, ако сме повеќе души, еден со цел да некој навреди, почнува да го вреđа. Тога практично од таа средина го излекува него кој што индивидуално одговара. Го дистрибуира на Facebook, да речеме, Facebook е таму практично ќе треба да направено согледување од каде потекнува. Кој е тој кој што го дистрибуира? Првиот кој што ќе дистрибуира. Сега станува прашање дали тој кој што го презема, ако го дистрибуира, дали и тој треба да одговара. Јас мислам ото и тој треба да има оценка да ова кој што е дистрибуирано практично може да предизвика говор на омраза. Према тоа одговорноста не може да се покрие со тоа што јас го превзедов. Ти го превзеде, меѓутоа оди понатака се шири и зафача една поголема маса, поголема структура, која што представува поголем ризик да се предизвика некоја штетна последица, да дојде до вознемирување на граѓаните, а со тоа да дојде и до некоја реакција која што може да излезе надвор од контрола на разумот. Во многу националните држави, како што е Македонија, многу различитостите на верските жители, мислам ото треба да бидеме пообазриви ние за ако сакаме да изградиме едно демократско општество. Зошто е тоа? Затоа што практично во ценењето, во респектирањето на јазичните различитости, националните различитости и јазичните различитости треба да биде бедемот на демократијата, али од друга страна обратно. Тоа е поголема одговорност на ние кои што живееме во една така сложена заедница да се оградуваме во било кој говор на омраза затоа што може да се предизвика штетни последици поради конфликтите кои што може да дојдат поради културата, поради јазикот или поради националната припадност. Еден мал пример само ако дозволите, ова што го споменавте за Facebook. Значи ние се сеќаваме сите во минатот и тоа не толку одамна имаше ефикасни реакции од МВР, мислам кога се формираа некои групи и станци за некакви протести што требаше да не бидат нели објавени, па имаше може да лоцира IP адреса. Така, јавување во централата на Facebook и беа експресно забранувани. Ако можело за тоа, претпоставам дека може и вака ефикасно да бидат институциите и за говор на омраза да се реагира и да се блокира тој потенцијален иницијатор или чинител на говор на омраза да биде блокиран, да не биде видлив на социјалните мрежи. Кога не повикаа на разговор во Министерството за внатрешни работи после нападот. Значи, јас им ги донесов сите Facebook профили од кои што се повикувало на насилство против ЛГБТ и заедницата. Значи, они имаат оделение за компјутерски криминал. Тоа оделение работи токму на тој криминал. Значи, пронаѓа на IP адрес. Значи, да, и кога бев на разговор кај обвинителот, јас точно му предочев дека сите тие веб и Facebook профили и веб портали кои што тоа го потикнува,
дека може да добие информација од Министерството за внатрешни работи. Значи, тој има располагање од каде да добие информации. Господин Трпеновски, дали според вас се работи за неискуство и слаб опит во однос на овие нови феномени на социјалните мрежи, се работи за отсуство на волја да се Не, постапи? јас мислам да нема и искуство, нема пракса. А и да збориме и образованието, значи ова новата техника која што е на сознанието, која што е, зависи од индивидуалецот, од човекот. Ако е постара генерација, потешко ги прифаќа. И затоа во сега кривично законник, во новиот кривичен законник, има ново кривично дело, тоа е растурање на расистички и ксенофобни материјали. Ова социјална мрежа која што е, може и ова да го дистрибуира. Тргајќи од овие случаеви, во новиот кривичен законник имаме на ваква нова инкриминација, што значи треба да се води сметка што е она кој што ќе го дистрибуираш. Ако дистрибуираш ти, ако предизвикаш некоја ксенофобија, некој да речеме неонацистички идеи, што тоа практично подкопуваш ти основот на демократијата, белегот на демократијата и на соживот. Така да јас мислам, новото време си донесе и нова инкриминација со користењето на овие нови средства за медиумски средства. Пред крај сме, што предвидува законот, кои би можеле да бидат санкциите доколку се утврди говор на омраза? Обично се парична казна и казна затвор, како алтернатива. Мора да биде и казната затвор, не може само парична казна. Затоа што некој може, кој што е материјално добар, може да се изживува едноставно. Што велат искуството од Страсбург по однос на санкционирањето? И сепак тоа зависи од ефектот кој што треба да го процени. Во случајов, или обвинителот или судот, одлучувајќи по ваквите предмети. Затоа што некогаш во некој случај, директно после говорот на омраза, следи и одредено дело сторено од омраза. Значи, ефектот треба, кој би можел да биде ефектот, треба да го процени тој кој што одлучува по тој предмет, па од тоа би зависела и казната. Секако дека оној говор на омраза кој што е насочен по групи на граѓани, че го зборуваме на пример за говор на омраза по етничка основа или по сексуална ориентација, секако дека казната треба да биде посериозна. За крај, Пирговска, вие имате проект за мапирање на говорот на омраза во Македонија. Какви се актуелните состојби, во кои сфери е присутен говорот на омразата, каде, во кои региони? Кратко едно Значи, резиме многу кратко на имаме наоди од ова мапирање. Една платформа на која што регистрираме дела сторени од омраза и друга платформа на која што можат граѓаните да пријават говор на омраза. Поразително е тоа дека буквално ни се совпаѓаат резултатите. Најголемиот процент на пријавите за говор на омраза се по основ на етничка припадност и исто така најголемиот број на дела сторени од омраза се врз основа на етничка припадност, после која што следат говор на омраза по политичка припадност и секако сексуална ориентација. И до сега ни една реакција од јавното видителство. Ни една. Ви благодарам што сте гости во ова дебата организирана од проектот Безомразно на Македонскиот институт за медиуми. Мои гости беа поранешниот обвинител, адвокат сега Јово Трпеновски, директорот, извршниот директор на Хелсинскиот комитет Уранија Пирговска и членот на Советот на Агенцијата за медиуми Зоран Фидановски. Ви благодарам за вниманието. Сите досегашни дебати на оваа тема во рамки на проектот Безомразно може да ги видите на веб страницата безомразно.б.